Благодарам, почитуван председавач. Во Република Македонија 6-ти ден имаме маса на народ кој што протестира и кој што е незадоволен. Во Република Македонија имаме една многу поларизирана ситуација. Најмалку што треба да се направи е било каков чекор надвор од деловникот и надвор од законите, кој што ќе зголеми таа поларизација, ќе направи нови ризици и ќе предизвика несакани последици за целата држава. Кога господинот Заев за прв пат побара збор да се обрати тука до пратениците, имавме малку надеж дека ќе каже дека ја отфрла платформата заверена во кабинет на премиер на туѓа држава. Имавме малку надеж дека ќе упати апел до пратениците од победничката коалиција да ја дадат нивната поддршка ако има желба за власт, само со цел Република Македонија да не биде уценета и редефинирана. Но господине Заев, ако сте вие уценет, не ја уценувајте, ве молам, Република Македонија. Ако сте вие заложник на некаков направен пост изборен договор или на некои судски случаи, немојте Република Македонија да ја ставате во заложништво. Влогот во оваа држава на секој политичар, посебно на председателите на политички партии, е многу голем за личните амбиции, фрустрации и неостварени цели да бидат причина и повод за дополнителни ризици, нестабилност и поделба во државата. Пратениците тука кога говорат во името на нивните избирачи. Илија Димовски, Зоран Заев, господинот Касами, Талат Джафери, Владко Ѓорчев, говорат во име на нивните гласачи од Битола, од Струмица, од Куманово, од Гостивар, од Кичево и од Скопје. Замолчување на пратеник да го оствари своето право на говор значи замолчување на народот. А народот веќе проговори на улиците на оваа држава. Почитувајте го мислењето на народот, ако не го почитувате мислењето на нас како колеги пратеници. И затоа ве молам, не правете чекори кои што можат дополнително да ја втурнат државата во поголеми ризици со несогледливи последици. Благодарам.